Се навршува една година откако советничката група на Социјалдемократскиот сојуз во Советот на општина Битола поведе иницијатива за информација и аналитичка состојба во основните и средните училишта во градот. Меѓутоа до ден денес не добивме никаква информација, посебно за финансиското работење на овие институции кои што се од јавен карактер и на локално и на централно ниво, и станува збор за една сензибилна тема која што долго време ја преокупира битолската па и македонската јавност. Денес се одлучивме да поднесеме барање за пристап до информациите од јавен карактер, и тоа ќе го направиме преку подрачната единица на Министерството за образование и наука, или ако сакате преку советникот за образование во Советот на општина Битола и во јавната администрација, на начин на кој што ќе побараме како законска обврска директорите да ги пополнат овие информации и да ги достават назад до советничката група, за да можеме вистински да ја видиме состојбата која што генерално подолго време се случува во рамките на основното и средното образование во градот. Што конкретно во барањата има? По барањата станува збор за унифициран дел на информации кои што ги има на веб страната на Министерството, и станува збор за информации од јавен карактер, структурирани и стратификувани такви какви што треба. Значи, сето она што ние го бараме подолг период за вистинската материјална и финансиска состојба на училиштата да ја добиеме од овде. Иначе сакам да кажам дека директорите се должни да постапат и да ги пополнат овие барања и да ги вратат назад до советничката група. Доколку тоа не го направат, влегуваат во делот на она што Законот за информации го пропишува, а тоа е кривична одговорност. Имајќи во предвид дека советниците преку Советот на општина Битола ги разгледуваат програмите и извештаите на училиштата, треба ли да се менува и тука нешто за да можат да имаат советниците поголем увид во токму финансиските работења на училиштата? Знаете, програмите и делот од извештаите не се целосни. На наше барање и на наши прашања зошто не можеме да добиеме аналитички преглед, одговорено ни е дека тоа се во завршните сметки. Меѓутоа, во завршните сметки не можете да видите состојба која што вистински ќе ја одрази сликата на секој училиште поотделно, посебно во сегментите за кои што сме заинтересирани. Долговите и вие самите знаете, знае и јавноста, дека од ден на ден се зголемуваат. Ние едноставно сакаме да дојдеме до податокот кој е причинителот, да ја спречиме понатамошната финансиска ерозија во основното и средното образование и да помогнеме заеднички. Доколку е тоа Министерството за образование и наука, позицијата и опозицијата како пример и одлика на градот и битка за градот да застане заедно и да ги побара тие корекции кои што треба да ги направи Министерството.